Во ова издание, ромската култура е недоволно видлива во македонското општество. Од серијата привози на Гласот на Америка за нивните предизвици. Да се испита целиот случај со фалсификуваните пасоши што ја потресе Северна Македонија, предлага експертската јавност. Безбедни за време на пандемија. Кацига со вграден систем за прочистување на воздухот за работни места со повеќе луѓе. Реалност или футуризам? Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Еден народ најдобро се запознава преку неговата култура и традиција, но ромските активисти велат дека нема многу можности да се презентираат во македонското општество. Прилог на Тоше Огњанов. На конкурсот на ФДУ не се плашев дека нема да бидам примена поради тоа што сум ромка, туку се плашев од самиот факт дека не сум нечие дете. Емра Куртишова, актерка, миленичка на македонската публика. Таа е една од малкуте ромски уметници ангажирани во националните културни институции во земјава. Додаму стигнала зашто решила да тргне по пат спротивен на стереотипите. Многу работи во животот пропуштаат токму поради нивната национална припадност, ради стравот. Секогаш на ум го имаме она, знаете, па ние сме роми, па како ќе не прифатат. Познавачите на општествените состојби окажуваат дека голем дел од предасудите кон ромите настануваат поради непознавањето на нивната култура. Кога еден народ нема своја култура и не може да истакне својата култура пред останатите, останатиот народ креира стереотипи и дискриминација за истиот. Ние се соочуваме со голема дискриминација во Република Македонија затоа што практично луѓето не знаат за нашата култура, не знаат кои сме ние, се уште живеат со тие стереотипи и предрасуди. Според податоците од Министерството за култура, во националните институции се вработени вкупно 34 роми, уметници и технички персонал. За активистите тоа е далеко доволно. Бараат поголеми чекори. Културен дом, без разлика каде да е изграден, дали во Шуторизари како најголема ромска населба, дали во центарот на Скопје, дали во некој друг град. Ни треба културен дом кој што ќе ја афирмира, ќе ја негува и истовремено ќе ја сочува ромската култура. За сега главен начин за институционална поддршка се конкурсите за проекти од национален интерес во културата. Нашата земја е мултикултурна, вредност која сите заедно мораме да ја негуваме и почитуваме. Во тој контекст е и поддршката на проектите кои се одобрени во рамките на годишните програми на Министерството за култура по дејности кои се однесуваат на поддршка, презентирање и промоција на ромската култура во нашата земја. Сепак не е отсутно и мислењето дека прогресот зависи и од самата ромска заедница. Треба промена кај нас самите, ние треба да си поставиме милион прашања и да изнајдеме одговор на сите тие прашања, а не да чекаме и да сме си во некоја така удобна ситуација каде што ќе чекаме од другите. Поддршката на културната разноликост е еден од главните постулати во новата агенда за култура на Европската Унија. Од Северна Македонија се очекува да ја следи таа агенда. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Да се формира меѓународна експертска комисија како онаа со Прибе, за да се испита целиот случај со фалсификуваните пасоши во Северна Македонија што ја потресе јавноста. Повеќе има Мики Трајковски нова тема. 11 лица досега се обвинети за аферата со издавањето на фалсификувани македонски пасоши на граѓани од други држави со сомнителна криминална биографија. Од основното јавно обвинителство вела дека продолжуваат да истражуваат вмешаности на други лица во овој случај. ДОМВР издале наредба за да се утврди кои лица во организационите единици на Министерството биле обврзани да вршат надзор врз издавањето на пасошите, вклучувајќи ги и наведените спорни пасоши. Ке треба да се утврди кои вработени во МВР, освен сега обвинетите, имаат пристап до личните податоци, а кои немаат извадено патни исправи. Љубомир Ѓурчевски, поранешен висок полициски функционер, вели дека не станува збор за афера, туку за скандал, која на земјава ќе и наштети како на внатрешен, така и на меѓународен план. Додава дека на македонската патна исправа сега ќе се гледа инкриминирано, односно на поинаков начин, а полициите од регионот и светот би биле многу повнимателни. Спорното во овај образец е тоа што се користат лажни идентитети
за лица кои што се на потраги на Интерпол, 214 лица од тие 219 инкриминирани пасоши се лица од подземјето. Слагена Тасево, Transparency International предлага формирање на независна меѓународна комисија која ќе го истражи целиот случај, но и ќе даде препораки што треба да се направи за тоа да не се повтори. Од типот на она како што беше експертската комисија која што ја предводеше Прибе, кои што се добри познавачи на материјата околу регулирањето на издавањето на патни исправи, кои што треба да проценат и ризик, и начин на добивање на информации, прво постапката за издавање на тие патни исправи, па се до начинот на добивање на информации, начинот на кој што тие патни исправи се изготвувани. И Тасева и Ѓурчевски сметат дека истрагата не смее да заврши само со овие 11 лица. Мислам дека случајот не би бил целосно истражен, дури би се сомневала за прикривање на многу работи. Истрагата треба да се насочи внатре во Министерството за внатрешни работи, во одделот за управни работи и се до врвот, односно до Министерството за внатрешни работи, да се утврди одговорност на сите нивоа. На сите нивоа во Министерството за внатрешни работи по однос на докажување на кривично дело за употреба на службена положба, затоа што за таија контролните механизми во Министерството за внатрешни работи. Министерот за внатрешни работи Спасовски во неговото гостување во ТВ21 рече дека истрагата ќе се прошири. На средбата на Спасовски со амбасадорката на САД Кейт Мери Бърнс, таа ја истакнала потребата од темелна истрага на случајот, како и важноста за заштита на интегритетот на системот за издавање на пасоши. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash. Ако има случај на коронавирус, технолошки апарат ги известува другите кои биле во близина. Идејата е да се следат само лицата на работните места. За најновите технолошки изуми погледнете. Од почетокот на пандемијата компаниите се обидуваат да се заштитат од COVID-19 на работното место. Имавме 2 случаи уште во мај и моравме сите вработени да ги пратиме дома. Со привременото затварање на фабриката која произведува делови за армијата, за медицински и други технологии, Джиони Бианчини, неговиот партнер, биле принудени да развијат системи за заштита на работниците. Тие сега ги рекламираат нивните производи на други. Луѓето кои се вратиле на работа за време на пандемијата ги искусуваат овие проблеми на дневна основа. Smart Place е апарат што се носи на телото и го предупредува носителот кога ќе се најде на растојание поблиску од 6 стапки до друго лице со помош на радиобранови на ултра широкопојасна фреквенција. Во основа тоа е радар што испраќа сигнали во обид да најде друга направа и регистрира датум, време, растојание и времетраење. Ова информација може да биде користена и за следење на контактите. Ако има случај на коронавирус, администраторот ќе ги извести другите кои биле во близина. Компанијата вели дека системот е дизајниран да ги следи само лицата на работното место. Бианчини исто така се прашува дали може да ги унапреди маските што вработените ги носеле по цел ден. Ни се допаѓаа заштитниците за лице, но мислевме дека можеме да овозможиме и прочистување на воздухот за корисникот и да ги контролираме излезните честички. Компанијата дизајнирала кацига со вграден филтер HEPA. Исто така инкорпориравме UVC LED светилки, така што прочистениот воздух ќе биде изложен на UVC и потоа чистиот воздух ќе биде внесен во заштитникот за лица. Кацигите имаат додадена корис што вработените може да ги видат лицата на колегите и плюс додека работат да бидат безбедни за време на пандемијата. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За најнови информации појдете на glasnaamerika.com, следете не преку Facebook, Twitter, Instagram. Пријатна вечер. Се гледаме.